Почитувани сограѓани, во изминатите неколку денови сведоци сме на промоција на неколку проекти од страна на СДСМ и нивниот кандидат за градоначалник Локвенец. Како сериозна политичка партија, со цел да ги спротивставиме изборните понуди со нашите политички конкуренти, стручни лица и експерти внимателно ги разгледаа неколкуте понудени проекти од СДСМ. За жал констатиравме дека по кој знае кој пат, својствено за СДСМ, станува збор за предизборни ветувања и манипулација, затоа што истите се или веќе започнати од страна на ВМРО-ДПМН, или се нереални, или не се во надлежност на локалната самоуправа. Денес СДСМ повторно направи очаен обид за манипулирање на јавноста со нивниот фамозен проект гасификација на Прилеп. Во изминатите месеци целата експертска јавност потврди, а денес ние повторно ќе напоменеме дека единствен економски исплатлив начин да се гасифицира Прилеп е приклучување на Македонија на проектот Јужен поток. Проект кој веќе е реалност благодарение на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН. Проектот 500 акумулации е уште еден нереален проект, особено имајќи во предвид дека на територијата на цела Република Македонија има само 70 микроакумулации. Акумулациите ви се предвидени во места каде не живее население, кој благодарение на политиките на СДСМ за земјоделието и сточарството одамна ги напуштиле селата. Дополнително на тоа, за реализација на еден ваков проект потребни се околу 200 милиони евра или 50 годишни буџети на општина Прилеп. Господине Локвенец, вие го ветувате овој проект за мандат од само 4 години. Ветувате дека ќе ги внесете марковите кули на листата на УНЕСКО. За ваша информација, гордоста на Прилеп, марковите кули, благодарение на веќе изготвениот закон, е влезен во смарагдната листа за заштита на УНЕСКО. Понатамошната постапка сега е во надлежност на УНЕСКО и прашање на време е само кога истата позитивно ќе одговори. Ветувате социјални станови, да ве подсетиме. Локалната самоуправа нема надлежност за изградба ниту на социјални станови, ниту за здравствени домови кои ги ветувате и истите се косат со законските одредби. Па оттаму ве прашуваме да им објасните на прилепчани како ќе успеете да ги промените законите за локална самоуправа кои ќе важат само за општина Прилеп. Само за ваша информација, владата на ВМРО-ДПМН има предвидено и многу скоро ќе ја започне изградбата на 76 станови за социјално загрозени семејства. Господа од СДСМ, на сите овие нереални проекти не верувате ниту вие самите, па затоа за ниту еден од нив немате ниту финансиска рамка, ниту извор на финансирање. И вие знаете доколку излезете со конкретни бројки, на сите ќе им биде јасно дека ова е само една нереална предизборна програма составена во неколку часа. Почитувани сограѓани, ВМРО-ДПМН е одговорна политичка партија која има сериозен пристап во изготвување на предизборна програма и реализација на проектите на истата. Предизборната програма на ВМРО-ДПМН е направена според потребите на граѓаните и содржи 400 нови, издржани, реални проекти, проекти со кои Прилеп ќе заблеска во целиот свој сјај, европски сјај. Впрочем, потврда и гаранција на тоа се стотиците проекти кои ВМРО-ДПМН ги реализира во Прилеп во изминатите 2 мандати. За нашите ветувања говорат и стојат дела. Затоа што Прилеп се сака со дела, а не со предизборни манипулации. Ви благодарам.